За влакно избегната трагедија откако дел од болничката ограда утринава сурна врз две паркирани возила. Само 5 минути биле пресудни да не дојде до катастрофа со човечки жртви. За среќа во тој момент во возилата немало никој. Возачот на автомобилот со скопски регистарски таблици само што излегол од возилото и се уште во шок од она што му се случило не сакаше да зборува за настанот. Видно вознемирена и велешанката Ката Крстевска со патничка во другиот автомобил. Со внукот дошле на преглед и најмалку очекувале дека оградата ќе падне врз нивното возило. Денешниот ден, велат, ќе го памети како свој втор роден ден. Според првичните информации, оградата најверојатно се урнела поради свлечиште предизвикано од поројните дождови. Паркирав не само што појдам на горницата и се слушнав, нема не се вратив на ние да видиме што е. Во колку часот? 9:20. 9:20 беше. И кога дојдовме, кога видовме тука, страшно стварно. Среќа, се поправа. Ајде, само нека се здрави и живи децата. За сега во источниот регион нема опасност од поплави, иако водостојот на реките е зголемен. Обилните врнежи од дожд предизвикаа одрони на Валандовско брдо, како и на патниот правец Струмица-Берово. Критична точка и понатаму останува делницата меѓу Истибање, Македонска Каменица и Делчево, каде одрони паѓаат неконтролирано. Информираат од Македонија пат, од каде апелираат возачите да бидат крајно внимателни. Моментално имаме 2 машини и повеќе возила што се на терен. Интензивно се чисти, меѓутоа одроните паѓаат неконтролирано веќе. И до сега беа неконтролирано, сега уште повеќе поради големите врнежи од дожд. Во моментот се стабилизира водостојот со реките во Радовишко-Струмичкиот регион, каде нивното излевање предизвика сериозни штети врз земјоделските површини, домовите, а на дојдената река Тракања однесе повеќе од 100 јагниња и овци.